Сега имавме билатерална средба со канцеларот Мерц, разговаравме и на таа тема. Имаме ние свој инпут во сето тоа и свое мислење, го пренесовме. Подетално ќе разговараме сега за време на работниот дел од самитот, така што да бидеме трпеливи. Сепак ова се моменти кога практично Европската Унија, односно Европскиот совет, јасно кажува дека процесот на проширување останува жив. Она што е наша задача како влада е да тој процес го зачуваме, да напредуваме, но истовремено достоинството да не го изгубиме, како што тоа беше пример во минатите децении кога станува збор за нашите македонски аспирации за членство во рамките на Европската Унија. Така што наша цел е да останеме држава која што испорачува најмногу реформи, истовремено да останеме фокусирани на проширувањето и да го сочуваме националното достоинство. Што ви кажа канцеларот, премиере? Имавме навистина, би рекол, прилично конструктивна средба. Многу сум задоволен од тоа што разговаравме. Ние се знаеме од рамките на Европската народна партија, но еве ова беше како прв, би рекол, состанок помеѓу два премиери. Јас сум исклучително задоволен од состанокот. Вие рековте дека сте љубопитен да ги чуете идеите, разговарате. Еве, нека остане на тоа дека сум исклучително задоволен од состанокот. Дали беа спомнати уставните? Исклучително сум задоволен од она кое што вчера го разговаравме и со претседателот Макрон на вечерата која што имавме работна и со претседателката на комисија фон дер Лајен, така што исклучително сум задоволен. Да, се разбира дека уставните измени ги прифати претходната влада и тие беа на тема на разговорот, но нашиот став е тој и ние заслужуваме многу повеќе од подпросечни политички медиокритети како што беше претходната влада да ни креираат европската судбина и мислам дека голем дел од земјите членки на Европската Унија тоа го разбираат.